Есенскиот, а особено зимскиот период, почитувани, е период кога во Скопје, но и во уште неколку градови во Македонија се регистрира зголемена загаденост на воздухот и огромно присуство на PM10 частичките во него. За загадениот воздух, веројатно, треба да се грижат најмногу институциите и општините, но тоа не значи дека ние како граѓани не треба да придонесеме за намалување на загадениот воздух, особено кога станува збор за начинот на затоплување на нашите домови, така што уште еден апел за тоа што се користи како огрев во нив. Коалицијата О2 за здрав живот и за чист воздух веќе подготвува некакви акции со кои што ќе се прави или ќе помогне да ни се подигне свеста за тоа колку е важно да дишеме помалку загаден воздух. А ние како медиуми сме тука постојано да зборуваме за овој проблем. Во следните неколку минути слушнете кои се планови и што се подготвува коалицијата О2 за чист воздух. Прилог на Сонја Стојановска. Ако се прашуваме што е меѓу најскапоцените работи во опкружувањето на еден човек, секако тоа е чистиот воздух, здрава и чиста вода за пиење, незагадена почва која раѓа органска храна. Сите го сакаме истото, но колку е развиена нашата свест, дека секој поединечно и сите здружени заедно треба да се избориме да дишеме чист воздух. Невладината О2 иницијатива работи на покачување на свеста и кај граѓаните и кај институциите. Сега, дури во последните неколку години, како да се чувствува едно поместување на јавната свест, една поголема заинтересираност на граѓаните, и тоа може би вака изгледа наивно, но се должи на само една мала апликација, можам да кажам така, која што на граѓаните им стана достапна преку мобилните телефони, за да следат нели оние познатите зелени црвени кругчиња од апликацијата која што се викаше Мој воздух, сега се вика AirCare. Многу влијаеше на подигнување на свеста на граѓаните за тоа каков е воздухот во нивната околина. Значи, нас ни се потребни такви мали акции со кои што на нашите сограѓани ќе им покажеме дека здравието и животот им се во опасност и дека не само што треба да зборуваме за квалитет на живот, ние треба да зборуваме за правото на живот кај нас и дека ние како граѓани апсолутно имаме право да знаеме што се случува во нашата околина. Обврската на институциите е сите овие информации да ги направат достапни за граѓаните, но тоа не се случува. Некако ние сме врзани во еден круг маѓепсан, очигледно воздухот е еден од приоритетите, затоа и со години, последниве години сме на листата на најзагадени градови во светот, што е крајно разочарувачки, кое што влие за еден лош имидж и на државата, на главниот град пред се, но не е само воздухот. Значи, кај нас загадени се и почвите, загадени се водите. Значи, видовте што се случи пред само недела-две, каков испуст имаше во Вардар и тоа така поминува, тоест се обидуваат нели да помине под радарот, меѓутоа јас сум сигурна дека граѓанските организации кои што ги следат овие тематики нема да дозволат тоа да помине така. Значи, јавноста станува се посвесна и мислам дека притисокот врз надлежните ќе биде исто така се поголем. Кои се најголемите загадувачи и како да ги натераме да внимаваат? Од О2 велат, сите во својата сфера мора да внимаваат и да понесат лична одговорност. Она што во овој момент за нас ќе представува навистина голем предизвик е аерозагадувањето. Ние сме на неколку недели пред почетокот на грејната сезона. На аерозагадувањето имаме повеќе фактори кои што влијаат. Значи, од грејењето во домовите до непланското градење во сите градови, значи начинот на кој што тоа се прави, дали се почитуваат и ЕУ стандарди за градење, индустријата која што се уште не е лоцирана во самиот град, горењето на се нешто, значи на отпад, на кабли, без никаква контрола и без никаква санкција, и да не заборавиме дека имаме ужасен транспорт.
значи имаме огромен број на стари возила кои што се увезени, но на граѓаните дури сега после речиси 3 години нели одстапувањето на ова власт ќе добиеме некакви нови автобуси, значи јавниот транспорт мора да се подобри, инаку нема да има опција во зима граѓаните како да стигнат од точка А до точка Б. Значи сите овие сфери се горливи и на сите нив мора да се работи во исто време. Доколку се зема само една од овие области да се поправа, значи ние ќе го немаме ефектот. И понатаму ќе остане како индијанци да гледаме во небо, да се молиме на ветер и да следиме апликации на нашите телефони. Индустријата е проблематична и секако проблематично е дивото горење на се нешто, значи од стрништа до горењето на кабли, до одредени групи на граѓани кои што горат отпад, за кој што не знаеме ни каков е неговиот тип, каков е неговиот состав. Возилата исто така допринесуваат, значи еден микс од се. Меѓу вашите први планови е да ги раздвижите малку и државните институции, надлежните кои што се одговорни за ова. Каква е соработката ваша со нив? Напната, можам да кажам дека напната е заради тоа што некако има една блокада се уште, верувам, во државните институции во кои што граѓанските иницијативи и граѓанските активности имаат еден третман на подигање на активности за подигање на паника. Не е тоа така, значи паниката може да биде и добре дојдена, така да кажам, во услови кога ќе ги натера тие да излезат на терен и да преземат сериозни мерки. Значи граѓаните навистина повеќе притискаме. Ние сме активни не заради тоа што сме одбрали ова да биде наша вокација, ние сите имаме други професии, други работни места, но сме одлучиле дека само вака можеме да подигаме свест. Значи ние учиме низ процесот. Што со што е поврзано и она што можеме да го кажеме е дека има сериозен дисконтинуитет во соработката меѓу државните институции. Значи тие меѓу себе не комуницираат онака како што треба, значи без разлика што да речеме кај некој ќе видите поголема желба да се излезе на терен, меѓутоа ги кочи некоја друга институција која што ми е надлежна, кај некој трети финансиите се во прашање, едноставно не функционира комуникацијата меѓу нив, а потоа целата таа комуникација е и многу понапната кога станува збор за притисокот кој што ние како граѓани го вршиме врз институциите и можам да кажам дека имаме право апсолутно да го правиме тоа, заради тоа што ние сме волонтери, ние сме активисти, граѓани, кои што тоа не е наша примерна професија, но сме одлучиле тука да се заложиме, да ги поттикнеме да направат нешто, заради тоа што сакаме да останеме да живееме во оваа држава. Најлесно е да се спакуваме и сите да си отидеме, но ние мораме да оставиме нешто на идниве генерации. Значи, ако нема чист воздух и нормални услови за живот, значи за здравјето да им го загрозуваме на собствените деца, мислам дека е навистина злоупотребување на позицијата на која што сме ги поставиле сите овие луѓе изминативе години. Мерните станици во Македонија се првата работа која мора да се поправи. Да бидат на стотици и тоа мобилни, а не само 15-20 кои дури не функционираат како што треба. Па ние ако ги погледнеме државните мерни станици, значи до пред само неколку денови, мислам дека 2/3 од нив не дава повратни информации за основните вредности кои што се мерат како PM10, PM2,5 и така натаму. Сега колку што јас разбирав од државната секретарка, таа и најави јавно дека се набавени резервните делови, дека некои од нив ќе проработат, но во секој момент очекуваат останатите кои што до сега работеа да колабираат. Значи системот за мерење ние во колапс целосен, бидејќи ние немаме понови мерни станици од 20 години. Значи, тоа покажува дека со години наназад овој проблем бил занемаруван, не бил третиран како еден од приоритетните. И токму затоа се појавија неколку различни типови на аматерски мерни, да кажеме, мрежи, кои што исто така може да се следат на оваа апликација. Ние сме дел од едната, значи Pulse Eco, која што ја следиме на територија на Скопје, но тоа е недоволно. При тоа исто така тие податоци, тие вредности, тоа се сепак аматерски станици, значи не може да се сметаат за валидни, но може да покажат тренд.
Доколку вие во еден сегмент, во една населба, например, имате 10 или 15 мерни станици, сите покажуваат покачени вредности, тоа треба да биде само по себе аларм за надлежните инспекторати, значи градски инспекторати или општински инспекторати, да излезат на терен и да го лоцираат загадувачот. Тоа е она што ние можеме како граѓани да го направиме за да им помогнеме на институциите за решавање на проблемот. Сега друг проблем е опременоста на инспекторатите. Колку ние имаме инспектори, колку можат тие да покријат период од 24 часа, 7 дена во неделата. Ако се погледнат мерните вредности, значи секогаш кога имало големи пикови, необјаснети пикови, тоа било во периоди на споени празници, например, во текот на ноќта, значи во период 2-3 часот по полноќ, во период на викенди, значи точно се таргетира веројатно некои периоди во кои што оние загадувачи кои што знаат дека нема да има инспектори на терен, тогаш ја бркаат својата работа. Што се случува, од каде доаѓа загадувањето, исто така се уште не можеме да детектираме. Скопје е една котлина, Лисиче е неговата најниска точка во зимските месеци ради температурната инверзија, буквално целиот смог е притиснат, наталожен во Скопје, во котлината, нема каде да се разбие, доколку немаме ветер, тоа е сериозен проблем, а ветерот исто така е спречен заради непланското градење, така што, како што ви кажав, тоа е еден бескраен циклус со кој што ние стварно немаме повеќе време за да му даваме нови шанси, мора да се работи сега, мора да се работи итно. Според Законот за заштита на воздухот од загадување, во Македонија постојат пропишани максимално дозволени концентрации на загадувачки супстанци во воздухот. Сите податоци кои се добиваат се споредуваат со овие максимално дозволени концентрации, а за оние кои што ги немаат македонските закони, се користат директивите на Европската Унија. Но факт е дека не функционира се што е на хартија, а загадувањето е систем со домино ефекти врз квалитетот на животот.